Денешниот наш соговорник е исклучително талентиран млад човек кој во мај 2009 година беше избран помеѓу илјаниците гитаристи да настапи во финалето на светскиот натпревар Guitar Idol во Лондон, заедно со уште само 11 конкуренти од целиот свет. Дамјан Пејчиновски свири гитара од својата 6-та година. За многумина тој е легитимниот наставник на легендарниот Владко Стефановски. Сепак тој е свој во музичкиот израз, пошто е препознатлив како во земјата, така и надвор од неа. Сонува со отворени очи за своите планови, желби и амбиции, ексклузивно во новото издание на Охридски разговори. Не пропуштајте. Како да се биде музички уметник во Македонија, при тоа да не се занимаваш со комерцијална музика, да не те покриваат силните телевизии под наводници, да те нема на Пинк и на музичките канали? Па добро, зависи што подразбираш под комерцијала. Сепак јас имам еден бенд, мојот бенд Shine, со кој што свириме малку по-комерцијална музика, но на Балканот, да речеме, под по-комерцијална музика се подразбира нели онај турбо фолк, каде што се нели парите, а во нашиот случај ние свириме она што е комерцијално во светот. Значи мојот, да го наречам така, по-комерцијален бенд Shine изведува песни што се исклучиво, значи, странски хитови, а додека она што јас го работам како соло артист, како соло гитарист, можам да кажам дека воопшто не е комерцијално и затоа имам и доста помалку настапи. Но сепак тоа не е случај само во нашава земја или во Балканот, тоа е глобален хендикеп, да речеме, тие музичари, што ето таа понекомерцијална музика или она музика што има поголем квалитет е помалку вреднувана, да речам, финансиски. И смета ли се тоа како обстојуваш? Па главно обстојувам, значи, со настапите со мојот бенд Shine, а додека тие настапи, нели, што мислам како соло гитарист, како што кажав, се доста помалку, но можам да кажам дека многу ми значат, бидејќи сепак за градење на кариера, за градење на име се доста од големо значење за мене. Може ли да се гради успешна кариера? Зборувам за соло кариера, за гитарист, млад уметник како тебе на овие простори, со оглед на тоа што нели ни се случува на музичката сцена, и дали можеби денес е предност да бидеш уметник во споредба, да кажеме, со периодот пред 10-15 години, бидејќи интернетот, мас-медиумите си го прават своето многу полесно, може да допре твојот звук, твојот талент. Да. На светските сцени. Интернетот мислам е една супер работа што се случува денеска. Ето, самиот интернет, поготово порталот YouTube ми помогна да го пласирам она што сакам да го работам пред светот, пред светската јавност, но за еден гитарист од мојот тип можам да кажам дека е доста тешко да бидеш успешен, бидејќи друго е да си гитарист кој потекнува од, да речеме, 80-тите, 90-тите години, кој веќе има направено име, а друго е да се сега гитарист во сета таа информација што има на YouTube, во сите тие гитаристи, бидејќи сега на интернет е скоро достапно се. Достапно е школување преку интернет страни за музика, достапни се сите книги што не било случај во минатото. И затоа е многу тешко денеска да бидеш оригинален. Значи, кога имаш сета таа информација, секогаш се трудиш да личиш на некого. Но, за разлика од другите гитаристи, да речем, од постарата генерација или воопшто музичари, кои што дотогаш имале многу малку музички материјал,
така што креирале еден свој стил кој подоцна бил пример на следните генерации. Но сепак мислам дека ето покрај сета таа информација има што да се научи, има простор за да видиш што е веќе измислено и да дојдеш со нови идеи. Дамјан, не ја градиш својата кариера само врз основа на талентот кој е неспорен, ти си образован, постдипломец си. Во овие моменти се обидуваш да направиш спој помеѓу животните потреби, екзистенцијата и оно што сакаш да го работиш. Се споредуваш ли со некого? Имаш ли своја цел? Што би сакал да бидеш? Каде би сакал да настапуваш, да свириш? Па, сепак за еден музичар е пред се битно да публиката го прифати. Значи, ако публиката те прифати со твојата музика, со тоа што го презентираш како авторски материјал, нема побаво чувство. Мислам дека тоа е целта кон која што се стреми секој еден музичар, што сака да се занимава со овој тип на работа. Свириш гитара од 6 години, Свирам, 14, да. Велиш дека си се влюбил дефинитивно во гитарата, денес сте неразделни. Во Македонија има еден извонреден голем музичар и гитарист Владко Стефановски, се разбира, ги има и други, многумината споредуваат со него. Ги сакаш ли споредбите со Владко и со останатите музичари? Морам да кажам дека ми годат споредбите, но сепак мојата музика и мојот музички развој се одвива во друга насока. Сепак сум само инструменталист, додека Владко понекогаш на неговите настапи и пее. И сепак малку сум дистанциран од тоа македонско етно, се трудам малку нешто подруго да пробам да направам, но секако дека ми годат споредбите, би сакал да ги оправдам очекувањата на сите оние што мислат така. Покрај настапите во Македонија, настапуваш и во странство, колку сето тоа ти помага во твојата кариера? Веројатно среќаваш многу личности кои понатаму би можеле да ти помогнат во кариерата. На 15 јануари настапувам во Пловдив, Бугарија. Ќе одржам нешто како мастер-клас или гитарски семинар, кој ќе биде пропратен со концерт. Исто така февруари 10 настапувам на Гитар Арт Експо фестивалот. Ќе бидам таму гостин заедно со Владко Стефановски, Радомир Михајловиќ Точак и уште неколку звучни имиња. Ме очекува еден настап во Хрватска кој уште не е дефиниран, би требало да е некаде кон април, но уште чекам конкретна потврда. Сепак од настапите надвор можеш многу да научиш, сепак се едно големо искуство, освен што се големо искуство, доаѓаш во контакт со доста луѓе кои го ценат она што го работиш, затоа што знаат дека дошле за тебе, не се случајни минувачи што влегле во клубот, што слушаат сосема трета музика и едноставно луѓе што знаат да ценат и каде што ќе се почувствуваш дека навистина нешто вредиш. Ја почувствува атмосферата на Евровизија, годинава настапи на сцена заедно со Штељан Охлидјанец, со Ѓоко Танески. Звучате, неспорно да се каже, одлично настапот, беше максимално професионален и добар, поминавте онака како што, но верувам дека најмалку беше тоа поради музиката. Какво е искуството од Евровизија? Што може да се очекува таков фестивал? Еден таков фестивал пред се треба да се свати како една голема забава. Ако Македонија сака да се пласира високо или ако сака евентуално да победи, воопшто не е тешко да се направи, затоа што треба само еден добар тим кој што финансиски ќе вложи во рекламни материјали, во форсирање, да речам, во некое мито малку на тие што се таму луѓе, затоа што тоа е факт. Сите го знаат тоа, сите го прават. Имаше доста случаи со, например, азербејџанската песна, што не беше ништо посебно. Таа песна, но имаше толку голем публицитет и маркетинг, така што се наоѓаше на сите Facebook страни
а знаеме дека Facebook сега е доста актуелно, и беше од десната страна на скоро кога ќе отвориш Facebook, секогаш стоеше реклама на таа песна. Беше доста вложено од страна на промо материјал од другите земји, што не беше случај со нашата земја, но тоа воопшто не е вина на изведувачот. И сепак тоа треба да се создаде еден тим што ќе знае како да изработи целата работа, не само да се оди таму да се прошета. Доброто нешто во Евровизија е тоа што има глобален бродкаст и што може да бидеш забележен од доста луѓе, нели. Сега сепак квалитетот на сите песни не е нешто многу различен. Ево, сами знаеме, не остана некој хит што ќе е забележан, дури и победничката песна може би е интересна, но не остана како хит што би го чул во дискотека. Сепак, Евровизија е големо искуство, како за мене, така и за Ѓоко, и посакувам на следните представувачи на Македонија да се поминат убаво, пред се да гледат на тоа како на забава, а не како музички натпревар, бидејќи навистина не е тоа. Иако многу луѓе, нели, знам како, чувството е кога гледаш дека Македонија се натпреварува, чувството е како на фудбалски натпревар. Сега што во фудбалот си рамноправен со физичката снага, издржливост и тимската игра, но тука сепак треба некои подруги фактори да повлијаат малку за Македонија да биде на тој пиедестал. Кои се музичките трендови во Македонија? Ето, музиката е она со што може да се пофалиме, но дали е тоа стилот и правецот кој поминува надвор од нашите граници? Па, она што е тренд во Македонија, обично е тренд само во Македонија и никаде друго место. Може би имаат, да речем, пејачите настапи негде од низ околината, но главно е задржано во Македонија, она што го прават. Додека излезот од Македонија е, обично музичарите излегуваат со инструменталната музика или со етномузиката што е работа, но сепак добро е што народот во Македонија е доволно информиран, има опција што да слуша, има да избере што би слушал, дали би го слушал она што се презентира тука и се форсира, или би слушал нешто сосема поразлично. Кои се твоите планови? Албум, кариера надвор во Македонија, по Македонија? Па би сакал прво да направам еден албум. Не сакам да брзам, бидејќи чекам малку и музички да созреам. Сакам албумот да биде нешто што ќе остане нешто. Мислам, не само во македонската музичка сцена, туку и на светските простори. Затоа би сакал да биде нешто пооригинално, да не биде нешто веќе видено и чуено. Ќе добиеме ли копија? Секако. Држам за збор. Фала ти.